Под силно полициско обезбедување без малку 3 часа денеска на автобуска постројка во скопската населба Автокоманда траеше реконструкцијата на убиството на 20-годишниот скопјанец Никола Саздовски. Ванчо Шехтански, адвокатот на оштетените, рече дека приказната на одбраната на обвинетите дека Саздовски починал од пад врз разводна кутија за струја денеска паднале во вода. Прво, не постои метална кутија, таа е пластифицирана кутија, значи не може да предизвика никакви последици. Меѓутоа и од исказите на сведоците јасно се виде и од исказот на вештакот дека последиците се од удари кои што траеле минута до минута и пол. Одбраната на обвинетите Бесир Белја и Скендер Демири го тврди спротивното. Сите беа недосмислени во тоа дека имало удар и дека со главата, со задниот дел од главата, ударил во кутијата и практично не може да стане збор ни за убиство, ни за кривично дело убиство. Според обвинението, Белја и Демири заедно со уште едно 19-годишно момче, кое е во бегство, на 29 јуни минатата година крвнички го претепале Саздовски, кој после 10 дена од претепувањето почина во клиничкиот центар Мајка Тереза. Судењето продолжува на 22 февруари.